кривопланечки села се отсечени од градот поради големо свлечиште кое се појави на локалниот патен правец Крива Паланка, село Дурачка река, село Станци. Увид на лице место извршија градоначалникот на Крива Паланка, екипи од стручните служби од општината и представници од Дирекцијата за заштита и спасување од Скопје, од секторот за планирање, организирање и спроведување мерки за заштита и спасување. Ние веќе сме во некоја процедура за решавање на првото слечиште, но ова што се случи вчера, ова е навистина алармантно и навистина е голема работа. Условно кажано, целиот рид, целата планина е појдена надолу, патот е неупотреблив, целиот пат е направен да не може да се приде до него. Вчера се обидовме со некоја механизација да направиме барем мал пролаз, да може да се поминува тука, но повторно почна карпите да паѓаат надолу. Опасно беше за луѓето кои работа да не дојде до потиснување, да не дојде на некој начин до несреќен случај во целата ова работа. Слекувањето на најголем дел од паднатата маса се случило некаде околу 4 часот изутрина. Жителите од Чевици велат дека гледката била страшна. Па во моментот на паѓањето беше не страшно, катастрофално. Некаде, еве ти рековме 50 метра од тука, целата земја се тресеше. Моментално, постепено и наеднаш, и целиот дел тоа. Имало ли досега вакви случаи? Не, има паѓано, али тоа е у минимални количини, да некои 20-30-50 кубика, повеќе не, сега е иши катастрофа. Дел од патот буквално не постои, а надлежните бараат алтернативно решение со кое ќе се овозможи каква било комуникација на жителите на селата Дренак, Станци и Дурачка река со градот. Јас интервенирав и сеев и во Министерството за транспорт и врски, и во Дирекцијата за заштита и спасување. Во кризи, тие се денеска присутни на лице место, ќе ја пренесат и состојбата за понатаму. Во моментот неколку села се отцепени од Крива Паланка, не можеме да придеме до нив. Единствено решение на кое размислуваме да се направи некој ново байпас решение, каде што ќе биде заборавен овој дел од патот, значи воопшто да не се обидуваме да го поправаме, затоа што доколку го поправиме, доколку ја тргнеме оваа маса на камења и на земја, тогаш веќе уште повеќе ќе ни дојде патот за Метов, што е и тука имаме пукнатина, значи го повлекува и тој пат. Драган Јовановски од Дирекцијата за заштита и спасување Скопје по увидот рече дека претпоставките се дека големата количина вода која од врнежите дотекувала на постојниот пат за село Дрена, кој се наоѓа над слечиштето, ја влажнала тврдата карпеста маса, при што во критичниот момент дошло до слекување на огромна количина карпеста маса, камења и земја. Тој рече дека не може да се интервенира на теренот. Зафатен е голем простор, а слечиштето е огромно. Мора да се направат студиозни испитувања и да се вршат геолошки испитувања на составот на теренот. Во овој момент околу 300 жители од трите села Станци, Дренак и Дурачка река се отсечени од градот, а на овој потек се наоѓа и изворот на Станечка река, каде е лоциран и едниот доводен цевковод на водоснабдителниот систем во градот.